вака како и нас, јас не знам како да го почнам ова, така да почнеме. Денеска сакам да ви зборувам за шейдери, односно шейдери во 3JS. Се ова маца ќе надогради на веќе како foundation на 3JS и специфично сакам да зборам како знае графичката што точно треба да изрендерира на екран. И зошто тоа ни помага, зошто ни од помош да го знаеме ова. Пред да почнав, јас сум Иван Лазаревски, фронтен девелопер веќе некој, не знам, 6 години, во индустрија 8-9, не знам. И генерално тоа што сакам да го правам. Мали проблеми со звукот. Благодарам. Нешто што дуак сум сакал да го правам е онака да роварам низ нови технологии кои што изгледаат интересно и да научам што е можно повеќе за нив. Океј. Која е агендата за денеска? Сакам да зборувам за тоа што се шейдери и тоа ќе биде онака не само во контекст на OpenGL и WebGL, него општо што се шейдери, бидејќи излегува од темата ова, не е баш само специфично за OpenGL и WebGL. За сите типови на шейдери, односно јас ќе се фокусирам само на два во овие основни, има повеќе, ама да не онака тупиме. Зошто и како може да напишете ваши шейдери, кој јазик да го користите, GLSL, кој што е јазикот на OpenGL и Vulkan, креиран од групата Kronos, податочната структура на шейдерите внатре во нив и како да обоите нешто на екран. Што се шейдери? Јас искрено кога бев мал и кога ќе видев на игра кога ми се лоудираат шейдери, онака бев као shade, shadow, најверојатно е нешто врска со сенки. Интересно е дека не е така, ама почнало као така. Шейдери се викаат затоа што биле скрипти кои што и кажуваат на графичка како да изрендерира сенки, ама до ден денеска тоа премногу се има променето и денеска станува збор за повторно скрипти кои што вие ги праќате директно на графичката и таа ги екзекутира. Ова значи дека за секој пиксел ќе се изврши таа скрипта и прво треба да види каде све треба да биде позиционирано и после како треба да биде обоено. Сега, нема да зборам веќе за пиксели, ќе зборам за фрагменти. За која е разликава тука? Фрагмент е потенцијален пиксел. Односно, откако ќе се вчита целата дата во шейдерот, сосема е возможно нешто никогаш да не се појави на екран, нели, црно. Не мора воопшто да биде тоа пиксел. Ама мора да се случат сите калкулации на геометријата за да знаеме дали таму стварно има пиксел или не. И тоа е првиот дел од пайплајнот. Па вториот дел од пайплајнот го извршува вториот шейдер, условно кажано, кој што кажува, окей, сега вака ќе ти кажам како треба да се обои. Пикселот ја држи уствари бојата како вредност во себе си. Океј. Значи, со што работат уствари самиве шейдери? Знам дека се уште сувопарно многу. Вертекс координати, односно буквално координати на некоја геометрија. Трансформации на геометриски тела. Камерата е многу битна затоа што камерата исто така ви кажува каде ќе се најде пикселот на екран. Затоа што ако камерата е од овде и камерата е од овде, како камерата е пошироко аголна или потесно аголна, одзумирана напред-назад, ви кажува колку блиско и тоа на различна локација ќе го представи истиот објект. Боја, текстури, светлоста исто така ви кажува и сенки и така натаму. Океј. Имаме два типа на шейдери за кои што ќе збориме. Vertex shaders
и fragment shaders. Што се vertex shaderi? Vertex shadерите се тие што рануваат први и тие се тие кои што работат со positional data. Односно тие кажуваат каде ќе се рендерира тоа што ќе се рендерира. Може би е коцка во 3JS, може би е plain, не е битно. Битно е дека шейдерот фактички ќе ви биде посебен файл кој што ќе си го импортирате вие во 3JS и тој шейдер ќе му каже на самиот материјал, окей, ова пикселиве кои што ќе бидат точки, например, на коцката, ќе бидат баш таму изрендерирани. Нормално тоа значи дека ви дозволува да ги манипулирате тие работи. Анимација повторно ќе работи преку шейдери на најниско ниво. Откако ќе се изрендерира коцката, односно нема ни да се изрендерира, него ќе се пресмета кај треба да биде изрендерирана, наредниот чекор во пайплајнот е fragment шейдерот. Тој ги зима сите фрагменти и вика, аха, чекај сега, откако ова знам каде треба да се изрендерира, која е бојата на пикселот што треба да му ја дадам на база на тоа дали е осветлен, дали е под сенка, дали е плав, дали е зелен и така натаму и така натаму. Податоциве кои што vertex шейдерот му ги праќа на fragment шейдерот, ги викаме variants, ќе зборам од се поише и за нив, но наше битно е дека тотално можете да му праќате на fragment шейдерот, пример positional data, па да појдете на база на каде се наоѓа пикселот. Например, ако е најлево на екран, да биде црна боја, ако е најдесно на екран, да биде сина боја, па ќе направите градиент. Океј, сега малце по-суштински. Како уствари да користите, како да куцате шейдери во 3JS, како да ги импортирате? Јас користам Vite и користам Vite плагини. Дали со сега се слушам окей? Океј. Тие ви дефинираат во позадина како се импортираат шейдери и ви го прават тој процес многу едноставен, едноставно import бла-бла from таму, тоа е тоа, не мора да размислувате. Океј, како actually изгледа тоа во код? Е piece of code кој што прво јас би излегол од овде и би влегол во 3JS за да дам еден многу брз TLDR на 3JS, специфично како рендерираме ствари. 3JS вика вака, ти треба сцена која што ќе биде во Canvas. HTML-от буквално е ништо посебно, само Canvas. Ајде. Ево HTML-от нема ништо, само Canvas. И на тој Canvas јас ја рендерирам сцената. Она што е битно денес е како се рендерира едно тело, едно геометриско тело, еден меш. Две работи, геометрија, материјал. Геометријата е таа што одредува каде се точките, буквално накако геометриските точки на телото, може да биде коцка, сфера, не е битно, ги инстанцирате. Материјалот кажува од што е направен буквално материјал. И тоа му ги дава физичките вредности на физичките properties, I guess, на телото кој што ќе изрендерирате. Можете да направите да дефинирате како реагира на светлина, дали е не знам, рефлективно, не е рефлективно, металнес, рафнес, текстура и така натаму. Океј. Кога ќе ги искомбинирате тие две, геометрија, материјал, добивате меш. Сега, на материјалот е тоа каде што ги дефинирате самите шейдери, затоа што материјалот во позадина на 3JS ќе знае како да ги искористи овие шейдери за да го изрендерира тоа што треба да се изрендерира. Сега, во 3JS постојат многу различни материјали. За да направите ваш кастом материјал кој користи своји шейдери, затоа што 3JS има своји шейдери искуцено, ја користите класата shader material или raw shader material. Shader material едноставно поедноставува многу работи. Јас тука ја користам, тоест raw shader material
е покомплексна, shader материјал поедноставува многу работи. И викам вака, импортирај од некаде некаков си shader, како файл, што се вика Vertex, ќе го покажам горе, буквално е, ќе видите дека екстензијата е .glsl, тоа е јазикот, и викам, окей, ова ќе биде Vertex shaderот, ова ќе биде fragment shaderот, Uniforms ќе зборува малце покасно. Али може да го видите тоа истото и овде. Само да се вратам на презентацијата. Гледате дека јас повторно дефинирам некаков материјал и му кажувам Vertex, односно геометријата ќе ја рендерираш вака, фрагмент, односно боите ќе ги рендерираш вака. Сега, тука имам уште неколку примери со ова ствари у принципу, како ние внесуваме некакви податоци, пошто мора да има некаков инпут во овие скрипти, за да можеме да работиме со нив, например, не знам, доколку сакаме да анимираме, Uniforms се првата битна податочна структура. Ќе зборам малце поише за нив и покасно, али Uniforms се варијаблите кои што влегуваат во шейдерите, за да знаат скриптиве и окей, не знам, можам да работам со оваа варијабла. Ево, ова специфично е за еден шейдер што прави сфера да биде онака wobbly. Окей, GLSL. GLSL е јазикот кој што го користат OpenGL и Vulkan за да дефинираат што треба да прави графичка картица. Strongly typed, значи си имате дефолт, типови на податоци како float, int, bool, векторски податочни типови, вектор 1, вектор 2, 3, 4, матрици 3 и 4 и генерално си сака малце нака математика, специфично линеарна алгебра, чисто за да можете онака се снајдете да го направите тоа што сакате. Има многу математички функции, како dot product, cross, mix, тоа интерполација помеѓу два вектори, синус, било каква друга тригонометрија, step, и има flow control, иако генерално не е толку охрабрувано да се користи flow control во шейдери, као if-ови и for-ови, иако добри се графички весеја за тоа, генерално затоа што ова се извршува само на графичка, нема никаква врска со процесорот. И зошто е битно тоа, зошто мора да е така, затоа што графичките картички се многу добри за паралелно процесирање. Ова морам да го спомнам. Шейдери се извршуваат за секој фрагмент. За секој, значи, гледате на тоа вака, секој фрагмент е потенцијален пиксел, а сега колку пиксели има на екран. Мора да се изврши оваа скрипта за секој од нив и после тоа мора и фрагмент шейдерот за секој потенцијален фрагмент. Знае да има ботлнекови многу лесно. Окей, вака изгледаат. Мора да има, ова е Vertex shader, ова е Fragment shader. Вака ги дефинираме променливите, каде што можете да видите дека тука има Uniform. Не мора да има, можете да си дефинирате локални променливи, али Uniform значи дека ова е тоа што го видовме Uniform што ќе влезе преку 3JS. Вака ги наоѓате во самиот шейдер. Она што е битно е дека секогаш ќе се изврши функцијата main и на крај имате нешто кое што, например, ова GL position, тоа е key варијабла која што постои во секој шейдер во GLSL и ова дефинира на крајот на сеот као све ќе се издеси main функцијата каде ќе се наоѓа пикселот. Овде исто Uniform, Varying се тие што влегуваат од самиот како се каже Vertex shader, не е битно. Она што е битно е дека најдоле
во main функцијата на fragment shader имате нешто што се вика glFrag color, што е така self-explanatory. Ова е бојата. Боја е вектор 4, затоа што има RGB вредности, последното е алфа, односно транспарентноста. Океј. Ова е само најпрости примери што све ви дозволува да имате GLSL. Овде немам пример, можете и да дефинирате функции, користите примитивни вредности, може да правите операции со примитивните вредности, имате вектори, имате операции со вектори кои што се така готови, како се каже, математички функции. Многу интересно. Например, нели, вектор 3 има XYZ. Многу интересно, освен што има XYZ, тука можете да користите и RGB. Буквално се interchangeable вредностите. За вектор 4 мислам дека е XYZ W. Не е толку битно сега што точно е, да. Океј, vertex shaderi. Main секогаш ќе биде повикана. Ова го спомнав, дека geoposition е позицијата на самиот фрагмент. Користи вектор 4 бидејќи се наоѓа clip space. Тоа е нешто што ќе го објаснам на наредниот слайд. И сега, ова е малца сумњиво. Што е clip space? На почеток, тоа што вие му го дадете на шейдерот се локалните координати на објектот во сопствениот координатен систем. Тоа мора прво некако да се внесе во некој world space на шейдерот. Тоа се користи преку некоја модел матрица, која што вие не ја мислите што е тоа модел матрица, али станува збор за трансформација на координати од еден во друг координатен систем. Ова е нешто што ви го дава 3JS, вие не го размислувате. Потоа, тие координати мора да се преработат уште еднаш преку нешто што се вика view matrix. Тоа е матрицата што ви ја дава камерата, пошто самата камера, дали е зумирана или не, кажува каде ќе се најде ова на екранот. Потоа, тие координати, конечно низ една projection матрица, се проектираат, односно се интерполираат од тој clip space, кој што се наоѓаат во 2D простор, за да може конечно да се изрендерираат на екранот. Ова е целиот пайплайн кој што ќе ви го изврти во позадина vertex шейдерот, вие не го размислувате, вие само кажувате овака е во 3D, а он си знае како е во 2D. Ама е добро да се знае. Самиот пайплайн, затоа што, например, ако работите со покомплексни ствари, може би па вие ќе треба да го правите ова рачно. Атрибути. Атрибути се дата која што доаѓа од самиот 3JS. Позиција, нормали, UV, не е битно. Битно е дека се посебни и различни за секој вертекс и се read-only во самиот vertex shader. Не можете да ги менувате, тие ви доаѓаат и само ги читате и ги користите. Вие можете уствари да додавате било каков атрибут. Исто како што додававме uniforms, само што атрибутите се додаваат на самата геометрија. Пример за тоа е овде. Имам некоја плейн геометрија, рамнина и викам вака, окей, изгенерирај ми некој array од points и после како атрибут сетирај го со set attribute, што ќе се вика arandom, сетирај го во геометријата. После тоа си го наоѓам како атрибут со вредност float во самата, како се гаше, во самиот shader, vertex shader. Fragment shaderi. Како сум со време? Добар? Океј. Fragment shaderi. Fragment shaderите се во пайплайнот после vertex shaderите. Откако сите калкулации за каде е све рендерирано, овие ќе кажат како е обоено. Ако имате два елементи, вака например, се едно му пушта на другото сенка,
И тоа е многу битно, затоа што и тоа ќе смени бојата, дали е потемно или посветло. Сите тие ствари влагаат во самиот шейдер. Масивли паралелно, исто и овие се екзекутираат за секој можен фрагмент и имате аксес до варијабли како frag chord, front facing и така натаму. Но она што е најбитно, дека на крајот, кој што реков, GL frag color мора да биде исполнето. И дури тука можете да ладирате и текстури, ако сакате со текстура да обоите нешто. Фрагмент шейдери изгледаат вака. Буквално тука најчесто се случува голем дел од лудоријата, онака како све вие ќе обоите. За ова можам да ви дадам милион примери, али најчесто ќе биде некаква математика за да видите нешто на екран. Океј, variance. Variance се вредност која што доаѓа од вертексот према фрагмент шейдерот. Тие се специфични за секој фрагмент и се интерполираат како output од вертексот. Вертексот ќе му ги прати од вертекс шейдерот према фрагмент шейдерот. И на двете места ќе ги декларирате. И најчесто тие ствари се за боење, за аплицирање градиенти, за калкулирање светлост, ценки, такви ствари. Океј, uniforms ги видовме, али морам да спомнам дека повторно се користат и во тие шейдери, секогаш се read-only, затоа што тие доаѓаат од фактички CPU-то, затоа што 3JS им ги праќа. Корисни се за анимација, например 3JS има clock кој што може да им го прати како вредност на овие, па тие да го користат за clock вредност како е lapse time, што може да го користат за анимација. И како што пише тука, доаѓаат од API-то, односно WebGL/3JS. И не се GLSL. Во нашиот случај се JavaScript. Може да бидат многу комплексни. Например, тука имате ова е материјал кој што се користи за брановито море. И онака многу simple брановито море. Можете да имате као голем фреквенции на големи бранови, фреквенции на мали бранови, сега да не ви покажам и како изгледа тоа, али она што е битно да го спомнам тоа, дека uniforms можете вие да дефинирате, ги дефинирате во 3JS и ги праќате како вредности на двата шейдери. И потоа и си ги наоѓате овде, како uniforms. Текстури. Можете да користите и текстури за да боите. Текстури можете да лоудирате во 3JS. 3JS има своја машинерија за тоа, texture loader класата. Инстанцирате и векате textureloader.load и може да лоудира некаков PNG и потоа како униформа, како uniform, да ја пратите вредноста на таа текстура. И потоа таа текстура во самиот шейдер, ова е фрагмент шейдер, значи за боење, влегува како од тип simple ваде и самиот фрагмент има, тоест фрагмент шейдер, GLSL, има texture 2D тип кој што се користи за самата текстура да биде аплицирана. Тоа е тоа. Дали сега би сакал уште нешто да ви покажам пред да идеме на Q&A, односно како изгледа тоа во акција. Ова е нешто малку по-просто. И ако сакате да го анализирам ова на брзинка, чисто да видиме што се случува тука. Столе? Океј. Да го отворам кодот. Океј. Прво да го најдам материјалот и што дефинира. Имам U-frequency, кој што јас го дефинирам како вектор од две вредности. Вектор 2, 10 и 5 е x-от, U-time е 0, така како почнувам.
Но во оваа функција што се вика тик и се повикува на секој фрейм, едноставно во материјалот апдейтирам дека по изминатото време е сега новата вредност на uTime. Што значи едноставно во секој фрейм шейдериве добиваат нова вредност за uTime. И друго нешто што правам се две бои, позадина е вектор 3 color во 3JS. Ајде ги видиме vertex и fragment шейдерите. Океј. Тука она што е најдолу е projected position, каде што пак му викам, океј, ова е GL positionот на, како се каже, на фрагментот, на потенцијалниот фрагмент слеш пиксел. Јас правам некакви калкулации кај што гледате овие projection matrix, view matrix, model matrix, тие што ви ги спомнав за трансформации на координатите. Тие мора да влезат во математиката и тие влегуваат како веќе постоечки. Model matrix постои, гледа, нигде не го дефинирав, ама си постои затоа што шейдерот го има во себе си. И вика, окей, треба да го ака можам да го искористам. Значи, овие се веќе постоечки, ки варијабли. Правам некоја си математичка пресметка тука, за да со синус, затоа се прановидни, со која што ги користам фреквенсито и времето, за да го анимирам, и без да ги обојам, ова е само wavy. Ајде да пробам да направам нешто што ќе го направи. Ајде да речеме кога ќе биде само црвено. Само секунда. Обично не правам вакви ствари, али окей. Гледате анимирана, само што е само црвено. Окей. Овде, уз помоќи трикове и црне магија, јас дефинирам некакви си steps и го користам ова UV, односно тоа е тој varying кој што ви кажав дека доаѓа од vertex шейдерот према fragment шейдерот, и ова се практично на некој начин координатите, да речеме, на тоа што доаѓа на самиот екран, и ги користам за да му кажам, окей, направи ми градиент кој што во моментов најлево ќе биде сино, најдесно ќе биде бело, ама градиентов исцепкај го на steps и со помош на frequency и time шифтај го цело време во секој фрейм. Да, има малца некака сувопарна математика тука, ама и генерално сите шейдери позадина имаат тоа. Ако ви покажам, например, па некој ептен комплексен пример кој што јас не го разбирам, ова е некака не е анимација тука, повторно ќе видите дека е само математика. Океј. Тоа е тоа. Океј, Столе. Дали случајно имаме прашања? Show of hands? Pixel Shader искрено не сум сигурен. Знам дека Vulkan има. Сам нека да. Затоа што мислам дека тоа можеш со raw material shader да го правиш. Со raw shader material. Баш тоа го гледав пред некој ден. Други прашања?
Баш вчера правев шейдер еден за... Значи ја користам DeckGL, место 3JS, не е битно слично, и на мапата ми требаше да правам на ден-ноќ каде во моментот во светот. И са не сум јас многу по шедерите, тој ми беше таскот, али го направив некако со AI, ама ме интересира дали има некоја како GUI алат, како некој софтвер за правење или мора све да се пишуваат вака? Нема нешто како 3D, како... Јас неам најдено. Најпросто што го имам најдено е, например, онака 3JS. Затоа што 3JS можам да му додавам во сцена светлост, например, дали atmospheric light или point light, directional light, и тоа уз помош на овие не raw shader, кој што буквално треба све from scratch да се прави, него баш обичен shader, кој што не ти е гајле за матриците таму се, со тоа е најблиското нешто до не се замарам толку што сум успел да најдам. Пошто beyond тоа е веќе више engine. Као кој што ќе биде онака баш workstation, што ја искрено одамна сакам да направам нешто такво, ама мачно е. Па искрено мислам дека на еден курс кој што го гледав има баш нешто такво. Баш онака као на сфера се рендерира целата топографија на земјава. Само тоа е текстура, мислам. Нема да ти дозволи да имаш вистински heights, такви ствари. Може би ќе успеш да направиш мапи кои што ќе дадат фейк висини, ама не е тоа. Нема да ти ја смени самата топографија. Тоа мислам дека тој Така. Така, али за жал не. Ти викам, 3JS е најблиско нешто до тоа што би можел онака да не се замараш, ти рачно на шейдерот да му кажеш и вака рендерирај сенги. И тоа баш со шейдер материјал, не со raw шейдер материјал.